Дополнително вознемирени и револтирани од отсуството на волја кај властите позитивно да одговорат на едномесечните барања за линеарно покачување на пензиите за 3.500 денари, прилепските пензионери денеска го блокираа излезот од Прилеп кон Битола. Премиерот не отече со тој уставо што сака да го менува. Нас не гледа овдека, ние како страдаме, тој умре за бугарите. Коските ни ги изедоја, не изглодаја скроз, дали не е срамота ова. Од цела ноќ не сум спана, ова ќе кажам, она ќе кажам, од нервоза не знам и што да кажам. Дали ова е живот нашиот и Македонијо, што ти се случува. И последно беше да слушниме за онкологија. Што е ова што се случува? Леба од уста ни го извадоја. Веќе душата ни ја извадоја. Ние ќе си бараме, оти џебо ни е празен, а тие нека му е мисла да ни бараме пари. За живот, не за друго. Оти нас ни треба живот, еве што се случува. Умира луѓе, умира се. Ова катастрофа дојде во Македонија. Пензионерите велат дека не сакаат по 1000 денари социјална помош и дека ќе поднесат и иницијатива до Уставниот суд за промена на методологијата за пресметка на пензиите линеарно на секои 4 месеци. Значи имаме 120.000 косовски пензионери кои што земаат пензија од Македонија по 30.000, а немаат ни еден работен ден стаж. За ова бараме да испита министерката и да ни одговори. Должна ни е да ни даде одговор на пензионерите, затоа што ние не заслужуваме 10.500, 12.500 и 13.000. Значи, ако ги земиме ние сите наши години, еве 40 да речеме, 35, значи нашата основна пензија би била некаде околу 35-60.000. А колку е нашата пензија? 10.500. На денешниот протест биле поканети и тројцата прилепски пратеници, но на нивната покана се одзвал само пратеникот Петар Истески, додека Ана Лашковска и Миле Талевски имале други оправдани обврски. Најбрзо апелирам власта да седни заедно и со опозицијата и сите во рамките на институциите на системот и да изнајдеме заеднички решение кое ќе биде секако одобрено од овие луѓе кои денес протестираат тука. Протестите на прилепските пензионери ќе продолжат се до исполнувањето на нивните барања.